Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не повторно со нашата редовна емисија сабота навечер 20:20 часот. Како што беше најавено на социјалните мрежи, вечерашнава емисија е посветена на процесите што се одвиваат во Македонската православна црква и незиното делување во диаспората. Вечерашнава емисија носи наслов "Потребно е проветрување во врвот на Македонската православна црква". Што тоа значи? До неодамна бевме сведоци на големите афери што беа во Австралија меѓу верниците таму и надлежниот архиереј владиката Петар, но во последно време некако тие тензии спласнаа. За да видиме што е ново таму, кои се последните новини таму, а и кои процеси се одвиваат овде во Македонската православна црква, вечерва ќе разговараме со нашиот познат пријател и чест гостин, председателот на Македонската православна заедница од Австралија, Игор Аврамовски Александров. Добро вечер, Александров. Добро вечер. Добре дојде во емисијава. Добро најдов повторно. Реков и гледачите знаат дека не е оваа прва емисија, дека сме разговарале на оваа тема многу пати, но сигурно знаеш дека кога не една работа се повторува повеќе пати, се објаснува подобро. Ќе почнам вака. Што е повод за сегашната твоја посета на татковината? Па во претходните емисии нели разговаравме дека на крајот на 2012 година преку преговори со специјална комисија на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква започнавме еден процес на ставање крај на конфликтите во македонските православни заедници во Австралија, кои што започна некаде 96-та година по доаѓањето на Петар, заради неговите обиди да преземе контрола врз имотите и парите на македонските православни заедници во Австралија, кои што дотогаш беа самоорганизирани како невладини организации, здруженија на граѓани, што е норма за македонските православни цркви низ целиот свет уште од 50-тите години, мислам, уште од основањето на првата македонска православна црква во диаспората, а тоа е во Австралија. Значи, конфликтот кој што започна со неговите обиди да преземе контрола врз парите и имотите на сите тие цркви кулминираше нели со раскол, со тоа што некои цркви или да речем одредени македонски православни заедници успеа да ги поништи и да ги узурпира нивните имоти, додека останатите оние кои што му пружи отпор се организираа нели во паралелна македонска православна црква за Австралија. И на крајот на 2012 година со цел да ставиме крај на тој раскол, Светиот архиерејски синод ги презеде оние цркви кои што беа независни од владиката Петар во Австралија, ги презеде под своја директна надлежност, па после тоа ги стави под надлежност на владиката Тимотеј како администратор. Нашиот став уште тогаш беше дека се додека Петар не се повлече целосно од Австралија, ќе продолжи да прави секакви обструкции, дека расколот помеѓу народот ќе продолжи, дека ќе продолжи да го деградира, да го подкопува авторитетот на Светиот архиерејски синод на МПЦ, и тоа се докаже како точно. Тој тоа го прави од тогаш. Го спорува авторитетот на владиката Тимотеј, се обиде да води судски спорови, црковно-судски спорови за екскомуникации и расчинувања против верници и клирици од епархијата на владиката Тимотеј. Почна отворено да тврди дека не постои втора епархија во Австралија, иако синодот одобри нејзино основање под владиката Тимотеј. Почна да тврди отворено дека владиката Тимотеј нема легитимитет, иако самиот учествуваше во одлуката за негово назначување. И на крајот го изгуби и судскиот спор кој што го водеше, мислам, некаде 17-18 години против црковната општина Света Петка со цел да ги преземе незините пари и имоти. Во тој судски спор доби по некои технички точки, но суштинската намера не му се исполни, она која што беше преземање на имотите и на парите. Да, но на 18 февруари оваа година Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква конечно го одобри она ти што го рече регистрирање на Македонска православна епархија како правно лице во
Австралија со седиште во Сиднеј. Таа одлука на членовите на Светиот Синод на Македонската православна црква е донесена едногласно, каде што и Петар бил присутен. Како го ја објаснуваш таа едногласност? Како владиката Петар успеал да свати дека мора да се солидаризира со сите други членови на Синодот и да заедно донесат една таква одлука? Па јас не сум сигурен дали сватил, затоа што тој се уште го оспорува легитимитетот на владиката Тимотеј врз тие црковни општини кои што треба да влезат во таа епархија. Сега како најнов момент имаме еден обид негов да расчини игумен, монах, кој што е под надлежност, под юрисдикција директна на владиката Тимотеј. Под юрисдикција на владиката Тимотеј служи во црковната општина Света Петка во Роктейл, која што исто така со синодска одлука неодамна е ставена под надлежност на владиката Тимотеј после долгогодишниот спор. Но дали не ти е познато или пак не е во јавноста објаснето? Имало едногласност на таа синодска седница на 18 февруари годинава или? Записниците на синодот не се достапни за нас, ние добиваме само информација за тоа која одлука е донесена. Внатрешниот механизам на донесување на одлуки не ви е познат, не ни е достапен. Како не ни е во тој момент веројатно ќе дознаевме ако тој гласал против, но знаеме дека според неговите постапки после тоа тој продолжува да го оспорува легитимитетот на владиката Тимотеј врз оние црковни општини од кои што треба да произлезе таа нова епархија. Инаку тој самиот и на крајот на 2012 гласаше за назначување на владиката Тимотеј како администратор на оние црковни општини кои што подоцна требаше да формираат втора епархија. Тогаш тоа не беше предвидено, затоа што се уште бевме само во процес на преговори за помирување, значи немаше тогаш одлука за формирање на епархија, но црковните општини од кои што треба да излезе сега таа епархија беа ставени под надлежност на Тимотеј. Тој гласаше за тоа и после некој месец самиот почна да ја оспорува валидноста на одлуката. Беше познато. А дека гласаше за тоа знаеме затоа што излезе на телевизија да каже. И да каже дека нема повеќе да му се меша да се меша во работите на тие црковни општини. После тоа видов во некои македонски медиуми дека тој јавно го прозива Тимотеј и другите некои владици од МПЦ дека тие се виновни што таква одлука била донесена. Значи не е тоа воопшто изненадувачко. Која знае историјата на Петар ќе знае дека уште од неговото влегување во синодот како владика постојано оспорува нечи легитимитет и постојано кога нешто ќе произлезе за негови спорни действувања, ако може во блага форма да ги кажам, некој друг му е виновен. Издаде и книга за тоа. Своевремено ги обвинуваше архиепископот Гаврил, архиепископот Михаел. Не само што ги обвинуваше за сите проблеми, туку оспоруваше дека воопшто се валидни владици или архиепископи. Го оспоруваше легитимитетот на владиката Кирил. Мислам дека и на некој од предходните архиепископи, мислам Ангелари беше и неговиот легитимитет го оспоруваше. Во книгата која што претходно ја спомнав, Глас на вистината, издадена 91 врз основа на протестни собири што ги правел во Битола, и тој и Зоран Вранишковски, кој подоцна стана владика, но во тоа време му бил епархиски библиотекар во Битола, држеле говори таму, тие говори се ставени како текстови во книгата, во кои што и легитимитетот на автокефалноста на Македонската православна црква го доведуваат во прашање. После и изборот на архиепископот Стефан го оспоруваше. До денес не го потпишал документот со кој што треба да се признае изборот на архиепископот Стефан. Како ја објаснуваш неговата постојана присутност во врвот на Македонската православна црква со таквите негови дејанија? Па ние знаеме дека он самиот нас своевремено ни се фалеше, дека нема никогаш да се осмели синодот него да го смени, затоа што за сите од нив има он по нешто. Што му значи тоа, тој си знае. Јас само сега знам дека мнозинството владици во синодот не се плашат од таквите уцени.
Знам дека веќе почнаа отворено да со овие одлуки кои што веќе се донесени, например за формирање на нова епархија во Австралија, за ставање на Света Петка под надлежност на владиката Тимотеј, со тоа што сослужуваа со игуменот Гаврил, иако Петар веќе го прогласи за суспендиран. Знам дека тие се спремни, мнозинството владици се подготвени да се исправат пред него и не подклекнуваат на неговите уцени. За жал изгледа дека архиепископот се уште подклекнува на уцени. Дали е тоа заради тоа што е таков човек кој што оди на линија на најмал отпор, или пак има нешто со што навистина го оценува, не знам, он треба да го каже тоа. Дали си сретнал досега некој што може да ги објасни овие византиски игри во врвот на Синодот на Македонската православна црква? Секој си има различно објаснување. Но оние лекции од историјата ни кажуваат дека историјата се повторува. Проблемот со Македонската православна црква како институција, како од аспект на правен поредок, внатрешен правен поредок, кој што од надвор е тешко да се разбере, е тоа што секој архиепископ, мислам секој архиерей, кој што има своја епархија, во својата епархија си е апсолутен владател и има исклучителни, има само ретки исклучоци во кои што може синодот да интервенира во неговото внатрешно управување со епархијата. Ако направиме една паралела помеѓу архиереите и политичарите, да кажеме градоначалниците на општините, има некоја сличност, овие во световниот дел на животот се господари на животот на граѓаните, а ваму архиереите се на верскиот, но и земскиот живот. Не мислам дека има споредба, затоа што пред се политичарите одговараат пред електоратот. Владиците, освен по своја волја, не одговараат пред никого. Барем во Македонија немаат они демократско гласачко тело пред кое што треба да одговараат и да го оправдаат своето постоење или своето држање на позицијата. Некои владици се поотворени во однос на транспарентност и одговорност пред верниците, други не се. Во Австралија, заради начинот на кој што се поставени таму црковните општини, како што реков претходно, како самоуправни издруженија на граѓани, невладини организации, кои што со своји средства ги изградиле црквите, таму не може да успее владика кој што не е подготвен да биде одговорен пред верниците. Овдека некои верници тоа си го прифатиле како неминовно, иако не мора да биде тоа неминовно. Владиците треба да имаат последен збор во однос на верскиот аспект од работата на црквата, но не и во однос на материјалниот. Свеста на граѓаните во Австралија е на повисоко ниво од овдешните граѓани? Тие знаат повеќе за своите права и должности? Па, вака, овдека не знам на кои граѓани мислите. Во Австралија сите оние кои што се членови на црковните општини или кои што доаѓаат како верници во храмовите и донираат своји средства преку кои што ги помагаат тие црковни општини, тие се доброволно, луѓе кои што доброволно се определиле за тие храмови. Значи, ние не можеме да се надеваме на сите граѓани кои што живеат во одредена територија во Австралија, само на оние кои што доброволно се вклучиле во црковниот живот. Овдека во Македонија, бидејќи една православна црква само постои. Ние сега постојат две. Добро, таа другата е смешна, мислам, сериозно зборуваме сега. Ова другата станува се по присутна во јавноста. Па може би во јавноста, но меѓу народот мислам дека е незабележлива. Една православна црква има во Австралија и тук мислам во Македонија вистинска и нема избор народот да каже дали ќе ја прифати таква каква што е или не. Повеќето луѓе велат, ние одиме во црква, палиме светја, викаме поп за погреб, викаме поп за венчевка, за крштевка и тоа е, не може повеќе, не интересира или не можеме повеќе. Проблемот тука е што мислам дека и државата и политичарите овдека имаат навика да ги штитат владиците како што се Петар например во своето нечесно дејствување, да ги третираат како некоја заштитена класа на луѓе кои што не треба да подлежат на општите закони пред кои што подлежат другите граѓани на државата. Во Австралија нема таква заштита. Во Австралија секој си одговара подеднакво пред законот, затоа и толку време се граѓански спорови околу овие прашања. Колку пари потрошивте како Македонска православна заедница во сегашните спорови со Петар во Австралија? Имате некоја
некој биланс? Не можам јас да ви кажам колку се потрошени, затоа што пред се немаме ние пристап до сметките на Петар. Значи, за неговите адвокати... Не, мислам, вие како Македонска православна заедница, кога се спротивставувате на суд со Петар, со владиката Петар, колку потрошивте на... Ние не сме имале еден суд за целата заедница, која зборуваме сега за заедница на ниво на Австралија, тоа е апстрактен поим. Ние во Сдруженијето на македонски заедници од Австралија имаме 12, сега 13 различни македонски православни црковни општини кои што се посебно самоуправно регистрирани и секој од нив си имаат посебен буџет и посебно внатрешно Немате управување. аналитика колку е заеднички потрошено тоа? Не, затоа што не се занимава Сдруженијето на македонски општини за Австралија не се занимава со буџетски прашања кои што се од доменот на внатрешните работи на црковните општини. Можеме само проценка груба да дадеме. Проценката груба наша е дека се, пазите, не се уште сите адвокатски трошоци платени. Има долгови кои што уште се Стојат. Да, кои што уште стојат и кои што се уште се предмет на преговори со адвокатите да ги намалат за да се може да исплатат бидат поврх. платени, а? Да. Мислам дека ако гледаме што е платено до сега и што се должи барем формално, мислам дека вкупната сума е некаде околу 11-12 милиони долари, ако одиме од 96 година наваму, а тоа е само за едната страна, значи за нашата страна. Од страната на Петар? Од страната негова не постои извештај поднесен пред државата или пред членство во кој што е кажано колку пари потрошил. Така што Овде протекува некој ние можеме само да дека... претпоставиме дека он сигурно потрошил повеќе од нас, затоа што он како тужител, неговите адвокати како адвокати на тужителот, нормално е да имаат повеќе работа да го подготват случајот, да подготват тужбата, што треба да имаат адвокатите кои што треба да се бранат од тужбата. Овде протекува некои информации дека неговите трошоци таму надминуваат 20 милиони австралиски долари. Не знам од кај протекле тие информации. Ако неговите пари и вашите се состават со тие пари, можело нешто друго да се направи за заедничко добро. Како ја објаснува шта... Веројатно можел да си купи толку храмови колку што сакал да приграби. Добро, не. Веројатно и не очекувал на почетокот дека ќе најде на толкав отпор кога се заинат. Не очекувам да го оцрнуваме Петар, бидејќи тој не е присутен овде. Па, добро, мислам дека имаше можност да биде, така? Да, јас Како и се обидов да го поканам, но тој ја одби поканата да учествува во оваа емисија. Па не можеме емисија. сега ние да го штитиме ако не сака. Кои со какви последици се за македонците таму во Австралија овие 20 годишни спорови, трвења меѓу себе? Како реагира австралиската јавност? Како другите граѓани од другите етнички заедници реагираа на тие спорови? Па ретко кој се занимава од другите со тоа прашање, но кога понекогаш ќе произлезе во австралиски медиуми или ако случајно влеземе во разговор со некој, особено со адвокатите, се чудат како е возможно владика на нашата црква тоа да го прави, да навлего во такви деструктивни дејности. Не само парите, ако гледаме релативно, парите што се потрошени се мала работа во споредба со штетата што е направена во однос на расколот, омразата што е создадена меѓу македонците во Австралија. Мислам, станува збор за дури доаѓаат и до тепачки, до животни спорови меѓу браќа и сестри. Таа штета не може со пари да се измери, затоа што на крајот на краиштата сите македонски организации во Австралија зависат од доброволна колективна активност на македонците кои што живеат таму. Ако меѓу нив има анимозитет, има недоверба, нормално е дека ќе бидат многу помалку продуктивни, нели, во однос на она што ќе го направат за себе како заедница. Така што тоа никој не може да го измери. Дали е тоа некоја генетска карактеристика на македонците да се глодаат меѓу себе? Јас воопшто не верувам дека било кој народ има генетска карактеристика да се однесува така како што се однесува. Дека можеби е некоја културна карактеристика која што е производ на регионот од кој што потекнуваме и историјата на овој регион, историјата таква каква што е, кај што со векови сме биле робови на разни владатели и империи кои што нормално го наградувале
негативното однесување, она негативно однесување кое што спречува единство, нели, затоа што инаку потешко име да владеат ако, Да, точно така. ако сме обединети и ако се исправиме за своите права. Мислам дека има културниот аспект, да, има голем удел. А да зборуваме за генетика, мислам дека Сега гледачите им стана јасно дека македонскиот синодот на Македонската православна црква на 18 јануари оваа година донесе одлука за формирање на посебна епархија под надлежност на Тимотеј. Тие црковни општини што не се опфатени со таа одлука остана под надлежност на Петар. да. Познато е дека тие двајца архиереи не се мирисаат меѓу себе. Како функционирате сега таму? Не знам дали со било кој се мириса Петар, јас како што го знам. Но мислам, за жал, народот во Австралија многу посериозно го сваќа тој отворен судир на Петар. Не само со Тимотеј, туку и со синодот. Тој со неговото однесување оспорува и одлуки на синодот, не само на владиката Тимотеј. За народот тоа е голем срам за црквата и почнуваат и да се прашуваат за колку сериозна институција станува збор ако може да му дозволи на еден владика да се става себе си над синодот и тоа на начин со кој што ептен го нарушува угледот на црквата и на секој кој што му пречи на неговите лични интереси. Во синодот очигледно има многу поголема толеранција кон таквото негово однесување, затоа што тоа не е од вчера. Тој што откако дојде на таков начин, дојде со дискредитирање на други владици, со лажно клеветење, тужење, екскомуницирање, расчинување на други свештеници. Очигледно синодот е многу потолерантен од што е народот во тој поглед, но мислам дека и синодот мора да има своји граници. И мислам дека се наближува крајот. Дали владиката Тимотеј сега има одврзани раце да ги среди состојбите во оние епархии што се под негова надлежност и дали очекуваш дека таму атмосферата ќе стане позитивна, луѓето ќе се почитуваат меѓу себе, ќе се помагаат? Значи, што се однесува до властувањето од синодот, владиката Тимотеј има одврзани раце за оние општини кои што се под негова надлежност. Проблемот е во тоа што сега ние сме во тек на преговори околу правила со кои што ќе се дефинира до каде се надлежностите на владиката и на синодот, до каде се надлежностите на верниците. И јас, например, сум ставен во позиција каде што треба да ги убедувам црковните општини да прифатат одредени отстапки во однос на своите ингеренции, да бидат малку поограничени ингеренциите на членството и на управните одбори од што претходно биле, но наидувам на отпор од членството затоа што имаат недоверба кон синодот. Недовербата потекнува токму од тоа што се уште се толерира Петар. Јас ако им кажам дека нема да ги имаме тие проблеми со дедот Тимотеј што сме ги имале со Петар. Тие не ви веруваат, и дека за тоа не треба да се плашиме толку ако му отстапиме одредени ингеренции на надлежниот владика или свештеник. Нивниот одговор ќе биде добро, а утре ако дојде некој друг Петар, ќе има власт, ќе има прилика да прави пак Овие проблеми. информации се пласирани во врвот на МПЦ, ги чул дедо Стефан? Па со дедо Стефан не сме разговарале директно, мислам, веќе 2 години, но колку другите владици му пренеле, не знам. Со владиката Тимотеј, како надлежен архиерей за Австралија, често ги водиме овие разговори. Почитувани гледачи, вие што можеби сега се вклучивте во нашава програма, разговараме за излезот од проблемите на македонските православни верници во Австралија во Македонската православна црква. 2 епархии има сега таму и да видиме како ќе се одвијаат состојбите. Врамовски, Александров предмалку кажа дека некои од помладите архиереи во синодот, помладите владици, ќе се исправат сега пред Петар и ќе му речат, ние не ти подклекнуваме. Дали тоа значи дека во синодот на Македонската православна црква почнуваат да дуаат некои свежи пролетни ветрови?
Па не се не се само помлади владици, мислам дека има и од постарите. Конкретен пример, како конкретен пример го спомнав случајот со игуменот Гаврил од Австралија, кога Петар се обидува да го дисквалификува, да го дискредитира, поведе претходно постапка за негово расчинување, па при тоа го прогласи за суспендиран. Откако тоа се случи овдека сослужуваа со него, мислам, и владиката Тимотеј, и владиката Наум, и владиката Пимен, Јосиф Хумановски, Јосиф Тетовски, мислам и владиката Иларион исто така. Тоа се мнозинство од владиците во синодот кои што отворено ја го дискредитира тој став на Петар. Едноставно кажаа дека со чинот, без да прозборат, кажаа дека веќе нема сериозно да ги сваќаат тие негови обиди, да руши се што ќе му излезе на пат. Владиката Петар на нашава програма изјави дека во договор со владиката Наум, игуменот Гаврил е пратен таму да формира монашко братство. Да. Да, но зошто после го дискредитирал? Затоа што вели дека, сега он вели, луѓето од Света Петка купија имот, зедоа кредит $400,000 и го исплатија тој имот и Гаврил дојде на готово. И сега дури Гаврил... Која е Света Петка? Не знам за која Света Петка... На нашава програма владиката Петар во емисија рече дека во договор со владиката Наум, Гаврил е пратен во Австралија да формира монашко братство македонско. Да, во Мелбурн. Да. Но вели дека луѓето од Света Петка купиле некој имот таму да се изгради некој манастир за монашкото братство, потрошиле $400,000 австралиски долари и го исплатиле тој кредит, а Гаврил дошол на готово да си седне без никаков напор. Па што го донел тогаш? Па во договор со владиката Наум. Па он го бараше, Петар го донесе. За него служеше таму преку 10 години игуменот Гаврил. А зошто сега го ескомуницира кога вели дека Гаврил ги нарекол тие луѓе што ги платиле тие $400,000 дека тие се сега арами, крадци и вели Гаврил, срамно е тие што најмногу придонеле за црквата тој да ги нарече арами. Значи вака, како прво ви гарантирам дека отец Гаврил никогаш такво нешто не рекол. Како второ, не ме чуди Петар да каже било што. Јас сум навикнат на тоа да нема способност тој човек да даде една изјава во која што нема да излаже и тоа да излаже злонамерно за да дискредитира некого. Ова што ми го зборувате прв пат го слушам и очигледно тогаш во тој момент му текнало го измислил колку да го дискредитира игуменот Гаврил. Само ќе ви кажам дека ако некој треба да води било каква постапка против игуменот Гаврил, тоа е неговиот надлежен архиереј. Во периодот кога ја водел таа постапка, воопшто не му бил надлежен Петар. Токму во договор со владиката Наум, игуменот Гаврил е испратен во епархијата на Петар да оформи монашко братство, но со привремен условен канонски отпуст. Што значи не е префрлен трајно од една епархија во друга, да го испушти едниот владика да го прими другиот, туку со привремен отпуст, значи на послуга. Да. При тоа Петар имал прилика, но не ја искористил да го прими трајно во својата епархија, да му даде дефинитивен канонски прием. Пред воопшто да му даде дефинитивен канонски прием, он почнува да го гони и тоа токму заради кодошење од страна на неговите најблиски попови против отец Гаврил, кој што нема никакво, ако ја читате кореспонденцијата, ќе видите дека првите обвиненија против него немаат никаква врска со ова што сега го спомнувате. Таму тие го обвинуваат него дека не сакал да ја активира Македонската младинска православна организација во Мелбурн против мене.
дека не сакал отворено да зборува против мене. И тоа за нив е аргумент да го оцрнат за да Гаврил, го оцрнуваат. А Гаврил е човек кој што не зборува против никого. Он е вистински свештеник и не се занимава со плукање, со судење, со овоземските оцрнување. приземни работи, а? Значи се обидува да шири љубов, разбирање, толеранција, опростување. Но некои од овие најблиски на Петар се претпоставува дека заради љубомора, за тоа што целиот тој процес почнува кога отец Гаврил добива признание од државата Австралија за неговите придонеси кон општеството, единствен клирик на МПЦ кој што добил такво нешто во Австралија, и после тоа почнуваат да го прогонуваат. Се смета дека тоа е од љубомора, но они можат најдобро да си кажат. Јас само можам да ви кажам дека во првите постапки против него ништо вакво не е спомнато. Ниту па можам да разберам како е релевантно тоа што претходно бил имотот исплатен. Па ако бил, зошто му требал Гаврил? Зошто го одбрнал? Значи, откако он го почна прогонот против игуменот Гаврил, владиката Наум му испрати писмо со кое што му кажува дека го повлекува. Си го враќа назад во својата епархија. Тогаш Петар уште немаше покренато обвинение против него. И што се случи тогаш? После неколку дена му испраќа на владиката Наум писмо дека го прима Во канонски прием, во канонски прием, откако е веќе повлечен. Го прима за да му суди. Претходно го стави народот наш ова го вели после свадба тапани, а? При тоа го стави во некој куќен притвор, во смисла го стави во некој друг манастир кај што нема никаква активност, со забрана да се движи со било кој. Сега, со самото тоа што отпосле му испраќа и на Гаврил, мислам и на владиката Наум, писмо дека го прима во канонски прием, тој самиот кажува дека пред тоа не му бил под негова канонска надлежност. Сега проблемот негов е што отец Гаврил е повлечен дури и од условна надлежност негова, уште пред да ја започне постапката. Каде е сега игуменот Гаврил? Он е сега во Света Петка. Откако владиката Наум го повлече, после го испрати каде до Тимотеј. Во мислам, во еден од манастирите во Мелбурн, кој што е под надлежност на владиката Тимотеј, а после во Света Петка во Сиднеј. Значи, он е сега, не знам дали има дефинитивен, траен прием од владиката Тимотеј или таму е со привремен прием, но важно е под владиката Тимотеј. И нема надлежност Петар да му суди. Ако некој треба да му суди за било што, тогаш Петар може да ги даде тие информации до надлежниот владика и тој да покрене постапка. Штивани гледачи, дозволете да ве информирам дека јас видов на интернет дека Гаврил се решил да ги поништи неговите два профила на Facebook затоа што не сакал да придонесе повеќе во закрвување на состојбите, но сега има повторно ги реактивирал, но под друга шифра. Но битно е тоа дека владиката Петар, освен против Гаврил, води и една тивка војна против неговиот колега, струмичкиот митрополит Наум. Што значи тоа, Игор? Што значи тоа? Дека е подготвен да оцрни и да измисли клевети и конструкции против било кој владика, архиепископ, свештеник, верник, кој што ќе му застане на патот на неговите материјалистички и мегаломански действија. Денеска е 15 октомври. Да. До 11 декември, кога се изборите, има помалку од 2 месеци. Владиката Петар на нашава програма даде една ваква изјава. После изборите на 11 декември ќе биде сменет од престолот на МПЦ владиката Стефан, поглаварот, а потоа ќе биде сменет и тој. Дали е тоа реално што го кажува или пак некоја негова измислица? Тоа е една многу ефтина интригантска игра од негова страна,
да го сврти архиепископот Стефан против останатите владици, да создаде некоја параноја, предпоставувам, со цел да направи, со намера да биде заштитен од архиепископот Стефан, но истовремено и да веројатно да се додворува на власта на некој начин. Мислам, тој претходно се обиде да каже дека владиката Наум е човек на Зоран Заев, на СТСМ, што мислам дека нема врска, затоа што владиката Наум, јас колку што знам, имал односи како кон духовни чеда, имал добри односи со луѓе од сите партии во Македонија. Добро, дали ти е позната аферата Хотел Изгрев? Па не баш. Се сеќавам дека имаше нешто по медиумите, но не сакам да се занимавам со нешто. Повторно на наша програма, владиката Петар вели дека владиката Наум го обвинил за финансиски малверзации околу хотелот Изгрев. А не кажува дека владиката Наум е потписник на првиот договор за купување на хотелот Изгрев од страна на МПЦ. Значи, воопшто не ми е познато било што во однос на владиката Наум и хотелот Изгрев. Јас само ќе ве потсетам дека очигледно е дека Петар сака да го стави архиепископот Стефан да се плаши од владиката Наум или од другите владици дека сакаат да му го земат тронот. Само еден владика има во целиот синод моментално, кој што го оспорил изборот на архиепископот Стефан, заедно со поранешниот владика Јован, а тоа е Петар. И не само тоа. Јас се сеќавам дека 2006 година, кога бев овдека, се обидов да воспоставам контакт со архиепископот Стефан да разговараме за надминување на проблемите. На неколку пати ми одложи средба и кога Петар слушна дека има можност за средба, излезе на телевизија и на пресконференција кажа дека треба да се покрене кривична пријава против архиепископот Стефан. Затоа што? За случајот Говорлево. Аха. Ако се сеќавате на продажбата на некој црковен имот во Говорлево, кој што... Не, Сопиште е тоа. Тука станува збор за Говорлево, некое место црковно кое што наводно за копање руда некој сакал да го купи или го купил. Мислам дека после тоа каменоломе тоа. Мислам дека после тоа се поништи договорот. Но ако некој се обидел да му го оспори тронот на архиепископот или да го руши од тронот, тоа е само Петар. Ја не гледам било кој друг владика во синодот пред се кој што покажал некогаш некаква желба да биде архиепископ. Како го толкуваш барем фактот? Откако е избран архиепископот Стефан. А Петар, сите знаеме дека уште од кога станал владика има болна амбиција да стане архиепископ. Да. Знаеме дури и дека се заканувал дека ако не биде по негово дека ќе формира паралелен синод. Добро. Ме интересира следново. Дали мислиш дека ваквите, повторно ќе речам, византиски игри во врвот на МПЦ ќе дојдат до тоа да, односно доведоа до тоа да на последната сеправославна средба што се одржа годинава на Крит, на крајот Васеленскиот патриарх Вартоломеј му се обрати на владиката Јован, не на владиката Стефан. И му честита на неговата храброст, на неговата издржливост во занданите и така натаму, и рече дека со нивна сесрдна братска помош ќе ја издигна неговата црква. Како го оцениш тоа дека се православното, сите православни цркви во светот комуницираат со ПОА, Православна Охридска архиепископија, а не со МПЦ Охридска архиепископија? Значи, оспорувањето на автокефалноста на Македонската православна црква е политичка работа, политички мотивиран став, кој што знаеме дека почнува со Српската православна црква, нели, од периодот кога овој дел од Македонија се ослободил, па нормално и верниците се обиделе да си создадат своја Македонска национална православна црква и откако прогласиле независност, од тогаш
бидејќи до тогаш нели српската црква имала юрисдикција тука, од тогаш српската православна црква го оспорува, ја оспорува автокефалноста и другите православни цркви само ја следат. Но грчките не само што ја следат, туку соработуваат со српската црква во оспорувањето на македонската православна црква. Не само од аспект на тоа дека некој им земал имот и юрисдикција на србите, туку од аспект на тоа што нив им одговара да ја оспоруваат автокефалноста, затоа што го оспоруваат и националниот идентитет на македонскиот народ. Затоа и црквата на Јован, или така наречената црква на Јован, не носи национален идентитет, затоа е само Охридска архиепископија. Значи се третира како чисто регионална црква, а не национална црква. И од тој аспект нормално е, особено Цариградската патријаршија, која што знаеме дека е под доминација на грците, нормално е они да си бараат сојузник во Јован. Да се вратиме Но мене на... лично не ме интересира многу така наречениот сеправославен свет. Повеќе ме интересира што си правиме ние во внатрешниот двор. Ако ние не можеме да се го средиме внатрешниот двор, мислам дека се друго е само дистракција. Пред се живееме во модерен свет каде што се почитува правото на слободна верска самоопределба. Верата, што значи да веруваш? Тоа значи дека е нешто што произлегува од тебе по своја волја. Интимно чувство. Да, ако некој ти го наметнува, тоа не е вера. Да. Тоа е лажна вера. Тоа е присилба. Значи, секој обид на било кое надворешно тело да не присили кон одреден став во однос на нашата црква, го сметам како нехристијански пред се и како политички, и мислам дека не треба многу да не замара тоа. И мислам дека тоа што премногу долго време и синодот се замара со тоа дали некоја надворешна православна црква ќе не признае или не, мислам дека тоа е на некој начин одраз на фактот дека се уште не сме се ослободиле од оној робски менталитет кој што си го носиме како уште едно резултат на прашање историјата. во овој контекст, па потоа ќе преминеме на една друга тема. Познатиот Ден Дончев, Да. владиката Петар го обвинува дека тој јавно изјавил оти само 4 владици се со Петар, а другите се против него и Петар ќе биде сменет. Се плаши владиката Петар од Ден Дончев? Не знам. Не ти е познато? Не ми е позната ниту изјавата и да го рекол Ден Дончев тоа. Мислам дека ако земете предвид некои јавни постапки што се случија тука кога дојде нели игуменот Гаврил, како Петар го прогласи за суспендиран, ако видите кои владици отворено сослужуваа со него и на тој начин му дадоа на знаење до Петар дека ги отфрлаат неговите постапки, мислам дека врз самото тоа може да се донесе проценка таква каква што донел Ден Дончев. Иако јас се сомневам дека 4 владици го поддржуваат Петар, јас колку што знам ниту еден не го поддржува. Има некои кои што само го толерираат од страв да не направи некоја белја и за тоа што е таков уценувач. Ете како што сега на пример, откако владиката Наум му го попречи процесот за расчинување нели на Гаврил, за прогон на Гаврил, нели одма после тоа Петар наједнаш излегува и измислува еден куп обвиненија против владиката Наум. Каде беше се тие обвиненија пред тоа? Јасно. Па тоа е неговата тактика и другите владици веројатно се плашат дека ги очекува оние кои што му молчат, се плашат дека ги очекува истото. За жал, мнозинството веќе не му се плашат. Се приближуваме до кон крајот на емисијава. Дали се согласуваш да отвориме едно друго прашање за политиката? Повелете. Убеден си дека на 11 декември во Македонија ќе се одржат слободни демократски избори? Слободни демократски избори, квалификација која што мислам дека заслужува посебна емисија. Колку ќе бидат слободни, а демократски? Не знам колку е возможно, знаејќи како функционира ова општество. Па појмот демократски мислам дека премногу се претпоставува под значењето на појмот демократски. Демократија како поим само значи владење на мнозинството. Како ќе владее тоа мнозинство и колку слобода ќе имаат граѓаните е друго прашање. Веројатно дури и Хитлер е демократски избран, така? Да, не си неупатен во причините и развојните процеси во македонската политика. Можеш ли да направиш една паралела помеѓу ДПМН и СДСМ? Кои се нивните сличности, а кои се нивните разлики?
Па сега, да не навлегувам во многу елементи, само знам дека уште 94 или 95 година, кога се одржа конгресот на ВМРО ДПМН во Кичево, јас до тогаш бев активист на ВМРО ДПМН во Сиднеј, и тогаш Љупчо Ѓоргиевски одржа еден говор со кој што во кратки црти кажа дека за ВМРО ДПМН да дојде на власт треба да се однесува како што се однесува СТСМ. До тогаш ВМРО ДПМН важеше повеќе како национално движење, слободарско национално движење кое што се предводеше од одредени принципи. Од што најави прагматична политика, но прагмата мислам дека ја интерпретираше на начин каде што власта е цел сама по себе, наместо средство за остварување на некои повисоки општествени цели. Он ја интерпретираше тогаш власта како цел сама по себе. Каже отворено, во Македонија не може да се дојде на власт со патриотска политика. Што кажува тоа? Дека патриотската политика ја гледа само како платформа, како демагогија за доаѓање на власт. Ако не чини, ќе примениме друга. Истото и Заев, нели, го кажа пред известно време, кога рече дека на СТСМ не му прилега да води патриотска политика. Демек пробале на претходните избори, не идело и сега пак. Значи, мислам дека сличноста помеѓу тие две партии во основа е во тоа што тие се групи на луѓе како полуклановски организирани со своји послушници кои што немаат сериозна визија, сериозни принципи за подобрување на општеството, за подобар живот за сите граѓани, туку главна ориентација им е преземање и зачувување на власта и наградување на своите послушници или на своите зависници преку угнетување или одземање на правата и нарушување на правата и интересите на другите. Тоа не е, за мене тоа не се на социјалните партии предводени од државнички интереси. Да, на социјалните мрежи видов дека се залагаш за нешто трето. Ниту едните, ниту другите. Дали мислиш дека е можно наскоро на политичката сцена во Македонија да зајакне политичкиот центар? Значи, јас не зборам за идеологии. Не, зборуваме за прагма. Дали се леви или десни или централистички. Тука е во прашање, дали левите се навистина леви или левичарската идеологија има само демагогија. Дали десните се навистина десни во смисла да имаат десничарска идеологија, но сепак за подобро на целата држава и на сите граѓани во државата, онака како што они нели го дефинираат доброто. Проблемот овдека е што нема ни леви ни десни кои што се искрено леви или десни. Едните може да бидат и леви и десни зависно од дневната потребна. Да ги смениме местите, главната ќе главната цел има моќта и материјалните интереси. Во тоа е проблемот. Значи јас немам проблем тука да се појави и левичарско, и десничарско, и централистичко движење кое што ќе биде искрено во своите искажани идеолошки намери, затоа што сите тие идеологии некој ги смислил за подобро општество, нели? За подобрување на животот на сите граѓани. Во однос на политичкава криза и најавените избори. Во плуралистичко општество, во демократско плуралистичко општество, системот е таков, така и наменет, да има и леви, и десни, и центар, и едните со други да одржуваат некаква рамнотежа и крајниот резултат на законодавството, крајниот резултат на владењето, а особено во доменот на судството, да биде некој компромис помеѓу тие идеологии и тие тежнења. Овде не постои компромис, овде има или-или. И не е компромисот идеолошки, туку компромисот е, мислам, нема компромис, туку победи, нели? Има победници и губитници. Ама победата или загубата не е од идеолошка природа, туку е чисто политичките партии меѓу себе се третираат како противници, а не како партнери во политиката. Па не зборувам за партнери, туку не се однесуваат како сите да се залагаат за доброто на истата држава и на истата. Какво е расположението на македонците во Австралија за овие избори? Познато ти е? Овие избори се во декември? Генерално македонците во Австралија во однос на политиката во Австралија генерално се пасивизирани, имаат изгубено надеж во сите партии. Дури имаат изгубено надеж, морам да ви кажам искрено, во народот, затоа што нормално е да се заклучи дека за да има такви партии и такви владатели како што има, тогаш мора да има или покорен народ, или народ кој што отворено ја
прифаќа безморалноста или непринципиелноста на тие партии заради начинот на кој што ги перцепира собствените интереси. Може тоа да бидат интереси чисто од екзистенцијална природа. Ние нели сме навикнати да обстануваме така колку да преживуваме на овие простори под разни владатели. Нели имаме добар дел од народот кој што се задоволува со многу малку, нели она народното чуене Боже од полоше или поарно ропот колку в гроб или нели да го избереме помалото зло. Последното прашање. Мислам дека тоа делува разочарувачки затоа што знаете, ние имаме традиција како диаспора да сакаме да помогнеме за својот народ, за својата татковина. Затоа што секој од нас има пред се некои роднини тука и овој народ го чувствува како маса на свој роднини на некој начин. Но на крајот колку и да се обидеш на свој да му помогнеш, ќе дојдеш до заклучок дека не можеш да му помогнеш на некој кој што не си помага самиот себе си. Точно. Последното прашање во овој разговор, господин Александров. Дали Игор Александров има политички амбиции? Политички амбиции во Македонија? Преку Австралија во Македонија. Значи вака, јас уште од 17 години својот живот сум го посветил на општествено-политички активности, но како активист, ако зборувате за тоа дали сакам да работам на политички промени на општеството и овдека, и во Австралија, па и на светско ниво, ако ми се пружи така прилика, да. Ако за политички амбиции, ако под политички амбиции мислите на професионална политичка кариера, тогаш не, никогаш не сум имал такви амбиции и мислам дека проблемот еден од најголемите проблеми во политиката, особено во Македонија, што премногу се смета како нешто што е од доменот на професионалните политичари, а не доволно од доменот на граѓански активизам. Јас себе се сметам како активист. Ако некогаш во иднина се појави некоја прилика да може преку некоја професионална позиција да придонесам за оние промени кои што би сакал да ги видам во општеството, ќе размислам кога ќе се појави таква прилика. Таква прилика моментално не постои, но тоа сигурно нема да биде во Македонија и не во наредните 10 години. Благодарам на овие твои исцрпни разговори. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Врел Костен. Потребни се проветрувања во врвот на МПЦ. Дали успеавме во овој разговор да одговориме на тоа прашање, не знам, но верувам дека добивте некои нови сознанија. Александров, го делиш моето мислење за успешноста на емисијава? Па, зависи како се дефинира успехот. Мислам дека интересен беше муабетот. Почитувани гледачи, ова беше Врелиот Костен на телевизија Сонце. Ако некој од вас не ја гледале оваа емисија, кажете им дека репризата може да ја гледаат во вторник во 19:30 часот на нашата програма. Довидување и пријатно.